Здраво на сите, добро дојдовте во моето ново видео. Извинете што овие денови нема видеа, како што се надам дека прочитавте во комјунити табот го напишав ова, односно дека стварно не се чувствував добро и стварно не можев да снимам, не бев во можност и се уште не сум целосно како што треба. Главно имам некои проблеми со дишењето, ама не сакам да ви дам многу детали за да не ве плашам, зашто има некои што секој ден ми пишувате како сум, не се секирате, добар сум, че ме гледате дека снимам сум добар. Така да сега не знам дали ќе има секој ден видеа, ама во секој случај ќе гледам да има што е можно почесто. Обично кога се прашање и кога ќе поставам Q&A, обично пишуваат и предизвици, така да затоа што јас не сум најво можност да правам и предизвици, а баш сакав овој да го направам со предизвици. Тоа е денес ќе одговарам на прашањата кои ги имате. Главно ќе одговарам прашања кои не биле одговарани во претходните Q&A, така да ако ги немате гледано тие препорачувам да ги погледнете ако нешто ве интересира, ако општи некои прашања за мене, ама како и да е тука нема да снима човек 5 дани не знае да збори. Одбрав доста прашања, ова ми е најмногу жал овој пат, затоа што обично за Q&A сакав да ги поминам секогаш сите прашања, да ги изберам најинтересните, тие што не могат да се повторуваат, но овој патот што толку многу ве има веќе и имаше скоро 2000 прашања и не успеав ни да ги дочитам, а камоли да изберам. Избрав тоа што избрав во интерес на времето повеќе во следниот дел. Така да колку сакате уште Q&A, ставете уште сега лајки, ако има над 1000 лајкови правиме следен дел. Многу мразам кога правам толку долги интра, Стефане почни со видеото. Тука имам лаптоп, така да не се чудите зашто гледам натаму ги читам прашањата од тука. А Юстер Крок Геймер прашува: Стефче, зашто секое видео носиш капче позме? Поздрав од тебе. Зошто носам капче? Не знам, нијас. Некако стана дел од мене и веќе не сум Стефанатор ако немам капче на мене. Не буквално еден ден сакав се спремав да искочам од дома и бев без капче и мајка ми вика кај ти е капче, да викам зашто, вика па вака не си Стефанатор, сега ја викам па кој сум, се вика Стефан. Значи сега вајде се разликува кој е Стефан, кој е Стефанатор. Не знам зашто носам капче, мене ми се свиѓа како изгледа, сакам да носам капчиња. Планирам да си купам уште некои. А вие веќе се навикнавте да ме гледате со капче, така да децит. Тинкеровски прашува во кое средно училиште си учел Орце. Траут 14 прашува: мораш да одбереш нешто, дали би се шишал на 0 или би ја чувал косата до коленици? Позме најдобро си. Поздрав тебе, фала ти. Би се шишал на 0 сигурно, не верувам дека јас би трпел коса до кај рече до коленици, нема шанси. А Nike Sport прашува: кој ти е омилен фудбалски клуб после Челси? Не постои таков, Челси only. Дулка 77 прашува дали ќе има уште филмови кои треба да ги гледате парт 3 бидејќи се интересни филмовите. А ова прашање го прочитав повеќе пати во прашањата, така да дефинитивно да, уште денови мислам дека ќе го снимам, така да, затоа што тие, ако гледам по views, не се толку многу нешто посебно гледани тие видеа, ама колку добри коментари ми оставате, колку многу дискусија има, колку и после тоа на Инстаграм ми пишувате, после некое време сте го гледав тој филм, стварно е добар, фала ти што ми го препорачи така натаму, така да дефинитивно трет дел од предлог филмови ќе има. Someone else прашува дали би соработувал со други балкански јутубери, ако да, со кои? Појма немам, би соработувал сигурно со многу. Кога да издвојам, не знам кога би издвоил. Душан Петрович го гледам во последно време, што ми е доста интересен, и го гледам Нугато. Не знам дали го гледате Нугато, он моментално игра само Fortnite, порано правеше и влогови и чуда. Ама ете тие двајца некако последно време највише ги гледам. Балкан Бој прашува дали сакаш уште еден настан како едно JTMKD, мислам за ова Македонија. Дефинитивно. JTMKD шоу веќе мислам дека имам споделено со вас дека беше едно искуствиште, што стварно треба да се доживе и ќе го памтиме, мислам дека сите до крајот на животот и дефинитивно дека сакаме да ни се случи пак, зашто да не. Ѓорги Пека прашува дали имаш девојка, ако имаш покажи во видео, позми, може да ми се сабнеш. Ке се сабнам после снимањево. Ова прашање, дали имаш девојка, беше 50% од прашањето беше дали имам девојка. Океј, ако толку ви интересира, немам девојка. Немам девојка, девојки hit me up Instagram сте праша. Леонид Сабатковски прашува дали ќе стримаш Fortnite. Како би? Јас Fortnite луѓе играм секој ден. Сум презаразен со Fortnite, многу играм. Да имав доволно добар компјутер ќе стримав, ама не можам да стримам, немам ни добар интернет, така да I'm sorry. Ако некад
уште постои Fortnite и јас имам ни добар интернет, добар компјутер, ќе стримам. Ана Марија Пешевска прашува зашто мечта е детето во тебе. Поздрав од тебе, Ана Марија. Ау, зашто мечта е детето во мене? Детето во мене мечтаеше за се што сега ми се случува, ама мечта и за многу работи што тек ќе се случуваат. Така да ако ви кажам зашто мечта е детето во мене, ќе ви дарам многу спойлерс. Детето во мене дефинитивно ќе се ги оствари сите соништа кои ги има. Така да останувам само времето да ви покаже и да ви открие зашто мечта е детето во мене. Затоа што буквално ќе ви откријам само ако ви кажам. Support Eune XX прашува дали би снимал League of Legends. Не. XXX Temptation, вајде така се чита, не ме хиде, така не се чита така. Која раса на куче ти е омилена и зошто? Дефинитивно лабрадор. Најмногу сакам лабрадори, ама сакам и златни ретривери, така да тоа ми е најомилена раса на куче. Зашто? И искрено не знам, најубаво ми изгледаат, најонака ми се family friendly, не е добро да кажам сега family friendly има друго значење, ама некако најмногу ми е така пријател да се дружиш со него. Не, сите кучиња се такви, ама не знам, некако јас сум највише Labrador Golden Retriever бој. Нема посебна причина најверојатно. Мартин Велков прашува кога ќе има нова сезона 90 секунди, ова најверојатно беше вајда поставен статусов пред да искочи првата епизода, втората сезона, така да ета почната е, како што реков, не знам колку ќе бидат чести епизодите затоа што е летно време. Ќе гледам да што е можно повеќе да ставам летово, ама доколку нема, знаете зашто е, од септември ќе идеме јако. Ако не ве гледа на епизодата со Јелена Томашевиќ, дефинитивно проверете. Драгана Јета прашува дали ќе прави специјал за 40.000. Мене не ми се верува, луѓе, дека сме толку близко до 40.000. Ало! Тоа е стварно многу голема бројка, мене за секоја наредна бројка не ми се верува. Зашто си толку црвен Стефан во лицето? Специјал за 40.000 ќе правам дефинитивно, више ми испланиран. Не знам кој ќе искочи, али ќе гледам да искочи што е можно побрзо. И фала ви премногу на целата подршка, не ми се верува дека сме толку близко. Кристина Стојковска прашува кога ќе правиш реализирање, вајде си сакала македонски твитови позме на јакси. Поздрав тебе Кристина, реализирање мак твитови не знам. Ама еве да речеме дека би пробал да искочи нов дел во август. Затоа што јас би сакала, а иначе многу работа, стварно реализирање твитови се едни од, ако не и најтешките видеа за правење на мојот канал. Јоп, Ивана Мојсовска прашува дали планираш да направиш Draw My Life видео позме. Поздрав тебе Ивана, Draw My Life. Најверојатно за некоја многу голема бројка како специјал, затоа што така јас имам одлучено дека тоа тешко видео, затоа што ќе биде многу тешко да излезат некои работи од мене, така натаму, така да Draw My Life не во блиска иднина. Марија Јанкуловска прашува што би сакал повеќе, да си неведлив или да знаеш да зборуваш со животните. Позме цару Стефанатор. Зашто ме викате луѓе Стефанатор? Ја не сум Стефанатор, јас сум Стефанатор со О. Поздрав од тебе Марија. Неведлив или да зборувам со животните? Дефинитивно да зборувам со животните. Ќе дојам дома со кучето, како ќе ги уговараме комшиите, вие немате појма. Јована Спасовска прашува дали ако ти нудат многу милион пари за да престанеш да снимаш на YouTube, прифатил, позме најдобар си. Поздрав тебе Јована. Сега го кажам, не сите ќе кажат ко не ме зезај, а стварно не ме прифатил за да престанам да стримам, затоа што јас ако не ми сполнува ова што го правам, не би го правил воопшто. Ја многу пати имам ми кажано дека и да имам 0 денари од тоа и да немам буквално ништо, јас би го правил тоа затоа што тоа ми исполнува и тоа е тоа што сакам да го правам. Мислам дека многу лесно публиката да познае дали си искрен со неа или не, така да не можеш да лажеш за такви работи, ако не си искрен со неа ќе го приме тотално. Дамјан Милошевски прашува дали имаш брат или сестра, ако имаш покажи ги, позме цар си. Поздрав тебе Дамјан, имам 2 сестри, кога и ако некогаш одлучат израза желба да бидат прикажани, ќе бидат. Ти се кладам дека нема познаваш, прашува, јутубер во кого си го гледаш својот пат. Не знам за каков пат станува збор, ама мислам дека нема таков, туку јас си го пратам мојот пат и си правам некој си мој пат, така да најверојатно тоа е одговор на прашањето. Амина Бекировска прашува на која песна кршиш чаша во кафана. И сара кад нисмо ми млади ко некад. Дојди да остариме заедно. Дена Ерена прашува кога си бил мал, што си сакал да бидеш кога ќе пораснеш. Позме најдобар си. Фала ти, поздрав тебе. Кога сум бил мал, сум сакал да бидам пејач. Кога не се ни зафркал. Ама јеби га, не сум се родил со талент.
Симона Максимова прашува, ме збуни зашто пишува прашање, која е била на турска серија. Мислам дека сите на прашања би одговориле кога не гледам ја турски серии. И стварно не гледам, али на времето кога скача сите гледавме нели коалицијата, па ја 1001 ноќи све тоа, и мене омилена турска серија ми е Езел. Дали некој се сеќава на Езел? Знам дека беше и многу обожавам зашто беше поразлично од сите тие такви пискотници, драми, чуда и беше она со пукање нешто многу јако со Али Клештата, мафијашки, така да многу ми се свиѓаше и Езел ми омилена турска серија. Горан Киров прашува колку време снимаш на YouTube? Па веќе 2 години, овој месец направи 2 години како снимам на овој канал. Кочевски Бобан прашува Мартин или бесплатно јадење секаде за секогаш? Бесплатно јадење секаде за секогаш. Мартин те сакам. Про геймер Јута прашува дали уште ќе правиш за чудувачки факти. Како што кажа во апдейт влогот, ќе правам 50 дела, значи моментално има скочено 41, јас ќе објавам уште 9. Даниела Селјановска прашува Логан Пол или KSI, кој мислиш дека ќе победи? KSI. Лаура Пантер прашува колку деца би сакал да имаш? 3. Кайри Ирвинг 11 прашува што студираш? Поздрав од тебе, студирам дизајн и мултимедија. Не знам тоа дали ги имам некојаш кажано на каналов и стварно зашто е многу општо прашање, не ми се верува дали го имам или го немам, али ете ако некој не знае што студирам, ете студирам дизајн и мултимедија. МК да видео прашува како се замислуваш на стари години, дали на тие години се уште би снимал видео на YouTube? Дефинитивно. А како се замислувам, не знам, не ќе толку да мислам напред, I'm going with the flow. Дали би снимал? Дефинитивно. Ја уште сега размислувам за некоја година, замислете си направам онака детенце, се снимам со него влог како се сега денес се порадуваме. Денес го учиме да оди, денес го учиме да вика што правиш. Тешко мене. Александра прашува повеќе, а сакаш мама Кики или тато Иван, ама најискрено. Мене ме учеа и мама и тато дека треба нив еднакво да ги сакам, јас еднакво си ги сакам. АЦ Бело прашува би влегол во реалити шоу, брат? Би влегол во Survivor? Дефинитивно би влегол таму. И може би во Велики брат, ама не толку долго. Нема шанси да издржам ја таму 90 дена или колку и да седат 100 дена. Велики брат ако е малце би влегол, затоа што и таму ми е интересно, има некои игрички чуда. Не е баш онакви задруга, нешто такво болесничко не би влегол никад. А Велики брат малце и Survivor 100%. TG прашува колку пати го имаш скршено телефонот? Ни еднаш. Јас сум човек што не знам дали тоа баш сите девици се такви, али јас многу си ги пазам работите и телефон никогаш немам скршено во животот. Иако знам дека скоро сите луѓе на светот ги кршат многу често, али ете ја не сум еден од нив. И тоа е тоа. Мислам дека веќе претерав, дека видеово трае колку што трае, не знам колку трае, вие знаете колку трае. Фала ви многу за сите прашања, извинете што не успеав да ги одговорам, ако не одговорам на вашето прашање или одговорено во претходните делови или па ќе ги одговорам во наредните делови. Така да ако сакате уште прашања и одговори, односно Q&As, лајкнете го ова видео и фала ви луѓе за целата поддршка, не ми се верува дека сме скоро до 40.000. Као што кажав, не знам колку има често видеа, јас ќе се обидам да има што е можно почесто и да не ве задржувам веќе толку. Ве сака Стефан и ние се гледаме во наредното видео. Чао. Зашо правам со двете раце? Чао.